3. декември се одбележува како меѓународен ден на лицата со посебни потреби. Овој ден е посебно акцентиран на потребите и проблемите кои ги имаат и со кои се соочуваат лицата со посебни потреби. Но како што велат многу здруженија, невладини организации и сојуци за лицата со хендикеп, не е доволно само еден ден да им се посвети внимание на овие лица и на нивните права за еднаквост со другите. Тоа треба да биде секојдневно, да представуваат дел од човековото општество. Овие лица најмногу бараат еднаквост, самостојно живење и функционирање во општеството. Терминот посебни потреби може да означува многу различни состојби, од мали потешкоти во учењето, изразени интелектуални потешкоти, психијатриски нарушувања, хронични болести и така натаму. Лицата со посебни потреби представуваат група која се наоѓа се уште на маргините на општеството. Тие се соочени честопати со проблемот на изолација во средината во која живеат. Покрај неповолните општествено-економски односи на лицата со посебни потреби, има неопходна потреба од општествена заштита во сите сфери во општествениот живот, здравството, образованието, работните односи и другите дејности. Според податоците на Светската здравствена организација, повеќе од 1 милиарда луѓе во светот живеат со еден вид на хендикеп. Ова одговара на околу 15% на светската популација. Стапката на инвалидност постојано се зголемува поради старењето на населението и глобалниот пораст на хронични здравствени состојби. Драги слушатели, како што најавивме, на линк ја имаме господја Снежана Сарамандова, проект менаџер во Центарот Мајка Тереза во Гевгелија, која што ќе ни говори како тие, како овој центар го одбележа светскиот ден на лицата со хендикеп. Господја Снежана, добар ден. Добар ден, како сте? Добро сме, како сте вие, како е во Гевгелија? Одлично. Еве денеска баш прославуваме роден ден на еден од корисниците во центарот и така атмосферата овде ни е ептен, среќна. Честитки од нашето радио до Славеникот. Благодарам, ќе пренесам. Значи, на кој начин вие го одбележавте светскиот ден на лицата со хендикеп во Центарот Мајка Тереза? Вака, 3 декември, нели е меѓународниот ден на лицата со посебни потреби. Ние го одбележавме во саботата. Имавме средба со градоначалникот на општина Гевгелија, заедно со неколку родители, представници од Центарот Мајка Тереза, дечињата, и имавме презентација на активностите на Центарот Мајка Тереза, она што е сработено од кога отворен центарот па до денеска, со што се соочуваме, кои се нашите цели, кои се предизвиците кои што ги имаме, и она што е најважно за нас е зборувавме како да овој центар биде одржлив и после неговото завршувањето на финансирањето од донаторите кои што се, како што знаете, се католичките добротворни организации, Реновабис од Германија и Каритас од Италија. Имавме многу убав разговор, градоначалникот покажа доста интерес и беше среќен со тоа што можеше овде на лице место да го види дека се работи и имаме многу голема поддршка за да работиме заедно како еден вид партнерство со тоа што ќе не поддржат со фирмите кои што се овде во Гевгелија, кои што работат исто така и како општина, ни стојат на располагање за предизвиците кои што ги имаат и родителите врз основа на сите остварување на сите тие законски права. Потребите на овие лица се големи и секоја помош која што ќе дојде од локалната заедница е добре дојдена.
Така, како што знаете, овој центар има огромна поддршка од кога е почнат проектот и од локални фирми, од донатори, но само заеднички со здружени сили и активностите кои што ние ги работиме, секако посветената работа на стручниот кадар кој што го имаме, но и поддршката од родителите, од бизнес заедницата и од општината ќе го даде тоа да овој центар понатаму опстане и биде еден пример, еден репер за останатите градови во Македонија. Потребно е со сите сили да се одржи овој центар, затоа што е голема скапоцаност не само во Гевгелија, туку и во Македонија. Па еве токму во таа финансиска поддршка имавте всушност симпатична акција, млади брачни парови кои што помагаат за вашиот центар. Како дојде до оваа иницијатива? Па вака, тоа не изненади, воопшто не го планиравме уште на самиот почеток кога го пишувавме проектот. Дојде иницијативата всушност од неколку поединци, значи неколку брачни парови и некако како да прераснат во традиција. Знаете, кога работиме во една мала средина во Гевгелија, каде што се знаеме меѓусебно и кога ќе покажеш некои добри резултати и кога гледаат луѓето со каква посветеност се трудиме да направиме промена во животите на тие децата и тие сакаат да допринесат кон тоа. И така стана еден тренд, еве досега сме имале 7 или 8 свадби на кои што младите брачни парови поставуваат кутија за донација и тие средства ги донираат потоа на центарот, си купуваат реквизити, она се што им е потребно на дечињата и така да можеме добро да се пофалиме дека сме доста опременети, баш благодарение на поддршката на овие млади парови кои што гледаат и нас не поддржуваат. Таа поддршка многу ни значи. И сега, но и во иднина исто така се надеваме дека ќе стане како да кажем, како еден вид навика, дека секогаш да мислиме на другите и да помагаме на тие што се баш најранлива категорија. Навистина многу симпатичен гест од нивна страна. Ева повеќе до сите оние кои што можеби сакаат да донираат за вашиот центар, како можат да го сторат тоа? Па вака, ние сме доста активни и на страницата на Facebook, да секојдневно ги објавуваме нашите активности. Слободно може да не контактираат, ги имаме сите оставени генерали, значи Центар Мајка Тереза Гевгелија, да ни се јават, да го контактираат отец Димитар или било кој од вработените, стоиме на располагање за се што имаат желба да ни се приклучат. Значи, не е секогаш некои фирми ни донираат материјални средства или тоа што тие го имаат, а некои ни помагаат така со финансии, но некои поединци поединци ни помагаат исто и со волонтирање, значи секоја поддршка ни е добре дојдена. Така, за крајева може би да ни кажете какви следни активности планирате во вашиот центар? Па вака, значи следно е редовните активности. Ќе се појавиме на добротворен базар овде во Гевгелија и да покажеме што се е изработено во овој месец во декември. Исто имаме и волонтерка од Мировен корпус, која што денес почна со работа. Таа е дефектолог од Америка, со многу големо искуство. И се надеваме да ги зајакнеме капацитетите и на персоналот, со организирање интерни обуки, потоа со работка со родителите и така. Ќе бидеме во текст, се благодариме многу што не следите, за да можеме да постојано комуницираме за се тоа што овде се работи. Ве очекуваме наскоро повторно со некое ново интересно јавување од вашиот центар. Господја Снежана, ви благодарам многу што утрово бевте заедно со нас. Благодарам и на вас и пријатен ден. Голем поздрав до сите во центарот и до отец Димитар особено. Благодарам исто. Имајте убав ден и до слушање.